Често во Gentleman магазин со моите гости говорам за тие 5 работи без кои што тие не можат да го започнат својот ден. Па денес јас ќе ви кажам кои се моите 5 работи без кои што јас не можам да го започнам својот ден. А тоа би било отприлика вака. Значи после првото отварање на очи, прво нешто што правам е разменување на бакнежи преграти со мојата сакана личност. Втора работа што ја правам е пиење на многу вода се подразбира 3 до 4 чаши. Трета работа која што ја правам е едно кратко еспресо за вистински джентлмени. Четврта работа е шетање на мојот миленик некаде 20 до 30 минути утрински, и петта работа без која што никако не можам да го замислам и почнам својот ден е еден така добар брутален тренинг од 40 на минути. За тренинзите и здравиот живот денес ќе говорам со мојот прв гостин кој што е магистер по јавно здравје. Се надевам дека ќе сподели многу корисни совети и дека малку повеќе ја разбира таа тема од мене. А на вас останува, драги мои, да украдете од овие совети и се разбира да ги примените. Останете со нас. Бидете позитивни. Гледајте позитивно на сите работи. Колку и да имаме големи проблеми, секогаш да бидеме сосредочени на тоа да го најдеме начинот да го решиме тој проблем на најдобар и на наједноставен начин, за да не ги повредиме другите. Сакајте си го семејството, вреднувајте ги децата, секогаш слушајте ги што ви зборуваат и одговорете на нивните барања, колку и да бидат тие можеби и преголеми. Објаснете доколку не можете да одговорите на тие барања дека не е можно или дека тоа ќе се случи подоцна, значи секогаш имајте време да посветите внимание на децата, да ги се слушате, затоа што тие се нашата иднина, тие се нашето богатство. Колку повеќе вложуваме во воспитувањето на децата, толку повеќе ќе имаме мирна старост и добри деца кои што ќе се грижат за нас во тоа доба на нашиот живот. Негувајте добри навики. Мојата трета навика, како што ви спомнав, ќе ја повторам денес по втор пат, но денес ќе го испијам ова моје кафе заедно со мојот гостин кој што е магистер, нели, како што ви спомнав, по јавно здравје. Даријан, добре ми дојде и како си? Добре ве најдов. Благодарам. Како се чувствуваш ова утро? Супер. Благодарам на поканата. Чест ми да бидам денеска гостин во вашата емисија и да говориме на една супер тема, а тоа е да негуваме добри навики. Така е, да, значи негување добри навики, јавно здравје, фитнес, обрнување внимание кон себе си како физички, така и психички, нели. Ќе направиме една некласична најава за тебе, сакам ти да ми кажеш во неколку реченици кој е Даријан Тројанов. Дефинитивно. Даријан е еден влюбеник во спортот, во здравиот и активен начин на живот. Човек кој што љубовта кон спортот и кон здравото живење ме доближи до тоа да магистрирам на медицинскиот факултет во насока на јавно здравје. Наука која што особено ја засакав, затоа што буквално се однесува токму на тие здрави навики. Да некуваме здрави навики, да го унапредуваме своето здравје. Сега таа љубов која што имав кон спортот и кон здравјето ми ја пренесува моите родители, дефинитивно. И таа љубов ме донеси во соработка со еден од најдобрите фитнес и музички тренери во светски рамки, Марино Башич. Човекот кој што секој ден учам нови работи, се надоградувам, ми помага во целиот овој процес во усознавање на фитнес индустријата, целиот спорт, процесот во спортот, развивање. Едноставно заедно да допринесеме за една подобра и поздрава нација, унапредување на спортот и креирање на здрави навики. Одлично кажано. Колку долго се познавате со Даријан Тројанов? Па речи целиот свој живот. Целиот свој живот. Баш ми е драго. Види, тоа е малку чудно да се запознаеш со самиот себе си, а да знаеш дека тоа го правиш на вистинскиот начин, не на вистина тешко си успеал во тоа, баш ми е мило. А кажи ми, како човек и магистар по јавно здравје, колку сметаш дека и мислиш дека мажите во Македонија, ама на вистина, ова ќе ми одговориш истрано, водат грижа за своето здравје? Пајде вака, јас ќе направам една мала паралела на глобално ниво. Добро. На глобално ниво истражувањата покажуваат дека машката популација многу помалку води грижа за своето здравје. Значи здравјето го ставаат на второ место мажите, а не треба да е така. А на прво? На прво место се составени некои други работи. Добро. Меѓутоа, генерално, кај нас во Македонија, во последниот период гледам дека не може да говорам за сите мажи, меѓутоа дел посветуваат внимание на своето здравје, значи стануваат одговорни, стануваат свесни за грижата за своето здравје. Сепак тој процент се уште мал, значи има простор да напредува. Меѓутоа, можам да заклучам дека има луѓе кои што мажи кои што сакаат да
и да го чуваат и да го напредуваат своето здравје. Така. Меѓутоа, тука би сакал да направам едно разграничување. Грижа за своето здравје не се однесува само на спортска, физичка активност, спорт, здрава исхрана. Од друга страна, треба да се стави акцент и на менталното здравје, кое што, за жал, некако се повеќе во сенка, Точно. а треба да биде по преден план. И тука сакам да истакнам и на редовни посети на медицински прегледи. Нешто што машката популација и во светски рамки, меѓутоа, за жал и кај нас не ги посетува, а медицинските прегледи ни даваат една јасна слика да видиме за тоа во каква состојба се наоѓа нашето тело, нашиот организам. Затоа што медицинскиот преглед може да превенира болести, да ги спречи, да ги излекува, а со самото тоа да се унапреди и продолжи животниот век и здравјето на секој еден маж. Да, тоа во принцип е така, затоа што е поготово кај нас, јас можам да кажувам, своите автомобили мажите ги носат на преглед барем еднаш годишно до 2 пати секако. Точно така, да. Сервиси, промена на масло, нели, како што улје, како што сакаат некои тоа да го кажат, но за себе си не одат да направат Не, генерален дефинитивно. проблем. И тоа е навистина да се стави малку прст на умот и да се замисли околу тоа. Кои сметаш според тебе или можеби има некоја статистика, кои се најчестите проблеми кај мажите за во Македонија конкретно? Токму така. Еден од најчестите проблеми со кои што се соочува машкото здравје, тука кај нас се секако кардиоваскуларните заболувања, земаат голем процент. Проблемот со високиот крвен притисок, карциномот на простата е еден сериозен проблем кој што доколку навремено не се превенира, она што го кажав со медицинските прегледи, може да биде со не да боже нели фатален исход. Затоа сметам дека тие се едни од клучните проблеми. Секако тука се и прекомерната тежина, високиот процент на шекер во крвта, високиот процент на масти во крвта. Така да сметам дека мажите треба да стават прст и да повеќе бидат свесни за своето здравје, да водат грижа за тоа што на тој начин, водејќи грижа на за своето здравје, ја покажуваме убавата страна на џентлменството. Да. Ако веќе се насочиме на тоа. Дефинитивно. А кажи ми, во една статија читав некаде на не знам каде беше, поврзана со здравето, за Балканот беше конкретно, но верувам дека тоа и во Македонија исто случај, дека сите овие што ги спомна набројани болести беа како на листа набројани, викаат дека тоа е затоа што балканскиот маж е влюбеник во алкохолот. Дали сметаш дека алкохолот е навистина причинител за сите овие работи? Па Преголемата конзумација. преголемата конзумација дефинитивно дека е еден од главните причини за појава на многу заболувања, кардиоваскуларни заболувања, висок крвен притисок и така натака. Така што јас би рекол дека балансот во животот е она што е клуч до многу успеси. Така да ако нели се напие една чашка, човек не е ништо страшно, меѓутоа треба да бидеме умерени во се што правиме, па така и со алкохолот. Да. Јас лично, да кажам, не сум голем љубител на алкохолот, меѓутоа секако оној кој што знае да се напие една чашка никако не е лошо и не е проблем. Точно, да, една чашка е супер, една флашка е многу. Да, Дефинитивно. Колку сметаш дека негувањето на добри навики се клучни за успех во животот? Негувањето на добрите навики се од особена важност, особено како прва и основна главна навика која што треба да ја негува секој поединец е грижата за своето здравје. Затоа што грижејќи се за своето здравје, на тој начин покажуваме одговорност и почит кон својот живот, затоа што кога имаме здравје може да имаме све што ќе посакаме. И сега ако на сето тоа го додадеме процесот на негување на вистински животни вредности, почит, верба, култура, морал, труд, посветеност и плюс на тоа додадеме желбата за едукација, вложување во состојните потенцијали, Да. развивање на истите, ние немаме причина да не бидеме среќни, да не постигнеме среќа и успех во она што сакаме да го постигнеме. Еден голем режисер на овие југословенски простори, Иван Савин, работевме заедно на представа и секојаш јас пред утринската проба бев на тренинг и доаѓав тука. И секојаш викаше во жаре се наполни со ендорфини, сега е најсреќен од сите за разлика од тоа што сте дошле сега па ќе јаделе бурек и јадете се уште нели. Спомна за тоа градење на врвни спортисти, соработува со такви тимови. Колку мислиш дека во Македонија е развиен концептот на градење врвни спортисти кај нас? Од млади па нагоре нели? Токму така. Во Македонија има наши познати спортисти, успешни во светски рамки кои што почнуваат да градат еден таков концепт и мене ми е многу драго што е тоа така, затоа што се гледа на просперитет. Ние сме земја во која што имаме навистина талентирани спортисти кои што сакаат да напредуваат, сакаат успех. Меѓутоа сметам дека се уште сме на еден почеток и сметам дека тој концепт на градење на врвни спортисти заслужува многу внимание, заслужува многу посветена работа, вложување во спортот,
затоа што ако сакаме да бидеме рамо до рамо со сите оние светски репрезентации, светски клубови, да бидеме, да кажам, на оние пиедестали на врвот, треба да се работи посветено. Уште од, да кажам, од најмала возраст па се до оние постари, повозрастни категории, затоа што тука на секој спортист, покрај тоа што му е потребен врвен тренер, покрај тоа што му е потребна врвна програма, секако дека тука е потребен нутриционист, потребен е спортски психолог. Особено сега во овој спорт кога спортот вртоглаво расте и со огромна динамика, спортистите се пред голем притисок, со очекување од клубот, очекување од родители, од пријатели, реклами на сите страни, големи барања се поставуваат од нив. Мислам дека ние сме сепак сме на еден почеток, меѓутоа верувам дека со труд и посветена работа може да се направат големи резултати и она што е најважно е да се изградат победници. Победникот се гради, се создава, значи се гради и ако да кажеме во најмала рака ако тој спортист утре не стане врвен спортист, тој треба во својот живот да ги пренесе оние моменти кои што спортот ги овозможува. Тоа е дисциплина, тоа е победнички мајндсет, победнички менталитет. Точно. И секогаш треба да бидеме насочени кон тоа дека ние можеме и ние можеме да победиме, можеме да оствариме успех. Мислам дека на тој начин со таква насока можеме да постигнеме се што ќе посакаме во нашиот спорт. А има потенцијал и јас верувам дека треба да се работи многу. Последно само ќе ти пуштаме на рака затоа што ова е едно навистина добро кажано, добро видување и добра концепција за остварување на добри цели, нели, да се надоврзам на тоа што го кажа ти и пред се ќе го поврзам со нашава емисија и со заради ова кој што сме дојдени тука пред се тоа е навистина џентлменски. Ќе те оставам да уживаш во кафето, ќе направиме една мала пауза, а јас сега ќе одам да поразговарам со една дама која што е навистина елоквентна, која што има многу да каже за џентлмените. Останете со нас да видите за кого станува збор и дали таа навистина знае да го оправдува што јас го кажам. Козметиката за мажи е се повеќе неопходна денес за нега на секој маж кој се грижи за себе. Ова е тема која се повеќе се зборува. Иако мажите се шминкале и дотерувале за време на древниот Египет, користејќи маски за лице и капење во млеко за да имаат потврста кожа, со текот на времето сето тоа се изгубило. Во минатиот век преовладувал тренд во кој не било популарно мажите да се негуваат или барем да не зборуваат за тоа. Сепак, може да се каже дека свежо избричено лице секогаш било пожелно за мажите. Тоа било доказ дека водат грижа за својот изглед. На почетокот на овој век, малку срамежливи, а денес многу храбри и отворени, мажите споделуваат совети меѓу себе за грижата за лицето, телото, косата, брадата или пак мустаките. Тие се грижат за вегите, ги отстрануваат несаканите влакна, се грижат за себе и ја следат модата. Затоа козметиката за мажи станува составен дел од домот на секој господин. На жените овим се допаѓа, освен ситуации кога нивната посилна половина оди во крајност, така што им треба подолго време да се подготват од самите себе. Тоа се случува и не е ретко. Новите модни трендови последните неколку години диктираат подолги обликувани фризури, брада како и тетоважи, на кои исто така им треба хидратантни креми за да ја задржат бојата. Мажите знаат малку помалку за козметика од колку жените, сепак многу повеќе колку што сакаат да признаат. Зошто мажите не може да користат производи за нега како жените? Како прво, поради хормоните, но и поради различната кожа. Машката кожа е подебела, а со тоа и поотпорна. Има поголеми пори и произведува 4 пати повеќе лој од женската кожа. Значи повеќе е склоно кон потење, каде што порите полесно и побрзо се полнат со нечистотии. Кожата кај мажите стара е побавно, потврста е и посилна. Но често се дехидрира и покрај производството на вишок себум, бидејќи мажите не го негуваат. Обичните сапуни што ја мијат кожата дополнително ја прават сува и тенка. Од таа причина, првиот и неопходен производ за нега на мажи е гел за чистење на лицето. Не ја суши кожата, туку ја храни, оставајќи ја во природна равнотежа. Гелот за чистење на лицето се користи наутро за миење за нечистотиите акумулирани за време на спиењето.
Производ број 2 што е неопходен кога станува збор за машката кожа, дури повеќе од женската е пилингот. Се препорачува да се користи 2 пати неделно. Изберете благ пилинг на лицето кој ќе ги отстрани мртвите клетки на кожата, ќе ги затне порите, што лесно може да ги затне и да создаде несакани воспалени процеси на кожата. Откако кожата ќе се исчисти, време е да ја нахраниме. Тука мислиме на кремите, кои покрај хидратацијата ќе ја заштитат кожата од сонцето и ветерот и ќе спречат да се исуши, што предизвикува чешање. Кремот се нанесува наутро и навечер, по чистење на лицето. Тогаш кожата е подготвена да ги апсорбира сите хранливи материи од производот и да создаде бариера на кожата што дури и не се чувствува. Трендот забрава да има многу придобивки. Освен што лицето изгледа маженствено, една од тие предности е што брадата го штити лицето од надвршните фактори и го намалува создавањето на брчки. Козметиката за мажи дефинитивно повеќе не е табу тема. Напротив, тоа е неопходна за нега на лицето, телото и косата. Секој сака да биде најдобра верзија од себе, нели? Ги слушнавме мислењата на фитнес тренерот кој што ги кажа како тоа треба еден џентлмен да го води својот ден, како еден џентлмен треба да пази во животот, но дали е тоа така и во очите на вистинските дами, ќе видиме. Затоа што, дами и господа, верувајте дека главата, ставот и штиклите кај една вистинска дама секогаш треба да се на високо ниво. А дали е тоа така кај мојата денешна гостинка, ќе ви откријам веднаш. Татјана, добре дојде. Добре најдов. Па еве веднаш да дадам одговор. Да, повели, баш ме интересира. Да, дамата треба секогаш да има високи дострели, високи мисли, високи идеали, високи амбиции. Не мора секогаш да носи високи штикли. Точно. Јас по моментов сум на ниски штикли затоа што така се чувствувам полесно и попрактично. Меѓутоа, да, целите, идеалите и амбициите треба да се високи. Навистина ми е мило што го делиме тоа мислење. Да, и јас се сложувам за високите цели и идеали. Штиклите понекогаш да, понекогаш не, нели? Се во зависност од пригодата. Па ќе те прашам директно, што за тебе представува поимот џентлмен? Ќе преминам директно на ти затоа што веќе преминав, се надевам не ти пречи. Не ми пречи. Ти благодарам. Па добро, така општо речено, џентлмен кога ќе се спомне, веднаш асоциацијата е на човек кој што е убаво облечен, има убав стил на облекување. Меѓутоа, јас мислам дека тоа е само еден мал сегмент за личноста. Стилот и облекувањето и начинот нели на носење на таа гардероба представува еден дел од џентлменството, меѓутоа поголемиот процент на дополнување на тој поим џентлмен е однесувањето на човекот. Значи, за да биде тој џентлмен, треба навистина да се однесува џентленски, да има манири, да има почит кон сите луѓе и кон жените, меѓутоа и кон другите луѓе, да го зема предвид нивното мислење, а не само сопственото да го наметнува, значи да биде сочувствителен, да биде емпатичен, да помага, потоа исто така човек кој што вложува во себе и не само на изгледот, туку и на интелектот, значи човек кој што учи, кој што се надградува, кој што секогаш тежне кон нешто повеќе, кој што се носи со современите текови на живењето, кој што сака секогаш да биде во тренд и со технологија и со знаење и со се она што оди напред, нели во животот и во светот. Човек кој што внимава на своето семејство, човек кој што е добар родител, кој што е добар партнер, добар син на своите родители, кој што се грижи за сите и се така кога ќе се спојат сите тие коцки, вклучувајќи го и изгледот, она што го споменав на почеток, го прави човекот да биде џентлмен. Долга е листата на вистина и захтевно што би се рекло. Сега би сакал да те прашам според сите овие барања и епитети како треба да личи еден џентлмен и изгледа и се однесува, дали сметаш дека Македонија има џентлмени? Какво е твоето искуство во тоа? Вака ќе кажам, некако во да кажам ова време, дури како да не е ин човек да е џентлмен, се губат одредени вредности, за жал. Во минатото сме имале луѓе кои што навистина ги имале сите овие карактеристики, кои што внимавале на односот, имале манири, имале почитување кон другите, нели како велат, тоа е од бечка школа. Да, баш така, баш така. Тој израз за повозрасните луѓе кои што за жал во кај помладите генерации мислам дека тоа се губи, што не е правилно според мене. Затоа што навистина џентлменството е ин,
според мене, и сите овие карактеристики што претходно ви кажав, се добри да ги има еден човек, еден маж. Така што ги има джентлмените во Македонија и сега, меѓутоа јас мислам дека се поретки, а во младите генерации уште поретки. Затоа нека внимаваат и младите генерации дека не е само стилот на облекување джентлменство и начинот на однесување, вниманието, почита кон другите и сето она што го споменавме. Да, ќе се сложам со тебе за тоа сето што го кажа. Ние впрочем и со емисијата тоа го правиме, пробуваме да го вратиме тој еден вид на изумирање джентлменството, нели? Ти си една жена која што несомнено си пленела и плени со својата убавина, тоа не можеме да не го кажам. Ти благодарам, Сашко. Како джентлмените се однесувале кон тебе порано и сега? Па добро, јас еве и во младоста да кажам, секогаш сум била личност која што малку се плашеле да ми пристапат луѓето, мажите, затоа што можеби по карактер сум така малку позатворена. Така? Меѓутоа кога некој кој што јас ке му дозволам да допре до мене, ќе се отворам, сум сосема друга личност. Така што добро се однесувале, за среќа сум имала среќа, најверојатно со моето однесување и поведение сум привлекувала луѓе кои што биле културни, биле еманципирани, биле воспитани и сум контактирала со такви луѓе, не дека немало секакви нели контакти, така, меѓутоа веднаш сум ставала гард и така да така се случувало како денес. Па денес имам джентлмени околу мене, синот, партнерот, така што во овие, да кажам, години на животот се посветувам главно на нив, секако пријателите, контактите со луѓето, со колегите и така натаму. Така што како човек ќе се постави кон другите, тоа би било на крај поентата, така и тие ќе се однесуваат со него и ќе направиш една заштитна, да кажам, бариера за оние кои што не сакаш да ти допрат по животот. Јас секогаш говорам во емисијата дека облеката е начин да се изразиш без да проговориш од една страна, тоа е така, од друга страна облеката е почит. Како што ќе отидеш облечен на средба, толку доволно го почитуваш, нели, така, и твојот соговорник. Да. И гостинот. Во секој случај тоа е така. Односно, ако одиш на гости, значи ако се дотераш и ако се стокмиш како што треба, значи го почитуваш домаќинот. Фала Богу. Сигурно не можам да отидам во тренерки кај некој на гости. Да. Но сепак тоа се некои сваќања, некои ќе кажат и за ова, сега, глупости зборуваат овие, но јас се сложувам со тоа што го кажуваш, и го поддржувам тоа, дека колку го почитуваме некого, толку треба да изразиме пред се, затоа што нема втор пат за прв печаток, нели, одиш те гледаат, па се понатаму е втор впечаток и така натаму. Так, и так. Интелигенцијата дека е новото секси, дека сите тие работи, да ги поддржувам, но сепак првиот впечаток е многу битен. Сепак ти си едно телевизиско лице кое што си долго време на ТВ екраните, сите многу добро те познаваме. Цело време таму негуваш еден добар стил, стокмен стил што би рекле ние народски кажано и вазиш за една сталожена личност на ТВ екраните. Каква си приватно? Знаеш ли да избувнеш често по дома? Знам да избувнам. Тие што ме знаат приватно знаат дека сум и така темпераментна, знам и да искажам некое свое мислење. Не сум некој бунтовник, прифаќам туѓо мислење, нормално не го наметнувам само моето, меѓутоа кога разговарам сакам да ги кажам и своите ставови, и своите мислења, колку и да се спротивставени по однос на соговорникот, да го најдеме заедничкото, попуштам понекогаш, малку почесто, меѓутоа сето тоа е во склад со хармонизирање на односите со своите домашни, со пријателите и така натаму, меѓутоа знам да си го искажам ставот и при тоа може да бидам малце по нервозна ако тоа опонира со ставот на другиот. Кажи ми, дали сметаш дека во Македонија мажите ги поддржуваат своите жени кога станува збор за остварување на соништа и амбиции? Па пак би рекла дека и тоа е джентлменство. Значи, Дефинитивно. ако ги почитуваат амбициите на жената и ако ги поддржуваат во нивните намери и амбиции и во остварување на она што тие сакаат да го направат, да одат напред, дали е тоа работа, дали е тоа едукација или било што, тогаш се джентлмени. Така што и тоа е еден сегмент од однесувањето на мажот. Мислам дека да, меѓутоа сепак оној мачо момент го имаме се уште на Балканот, не само во Македонија, така што понекогаш мажите се малку изфрустрирани доколку жената оди напред, ако оди понапред од нив, тоа е малку проблем. Да. Значи ако таа има поголема амбиција, тој останува во сенка, мислам дека во егото на мажот е тоа. Се погодува егото, но сепак сметам дека да, оние мажи кои што го поддржуваат развојот на жени, кои што ја даваат поддршка и ветер во грбот, за да успее, се вистински мажи за мене.
Егото е мислам дека генерален проблем на Балканот. Во светот секако, но на Балканот мислам дека како се вика тоа народски кажано пршти его на сите страни, Да, така да. мислам дека во современите, да речам, текови во помладите генерации, мислам дека се губи тоа можеби. Да, се надевам и јас дека тоа дека е се така. така емансипирани, повеќе сваќаат дека се емансипирани жените и рамноправни. Порано било каде подалеку, мислам, во однос на таа, да кажам, нееднаквост. Жената секогаш била онаа која што била под мажот, едно скалило во однос на амбициите, во однос на реализирањето професионално и така натака, повеќе била свртена кон семејството, кон децата, што е и во ред, според мене, значи жената навистина треба да ги има и сите тие, да кажам, карактеристики да биде домаќинка, да биде семејна, да се грижи за децата, да се грижи за себе и за сопругот и за домаќинството. Сега во современиот тек на живот, жените веќе превземаат и плюс функции, па затоа велам секогаш и на жените им е потешко. Тие треба да го завршат сето ова што го имаат во домот, обврските со семејството и плюс да се фокусираат на емансипирани, себе си. едуцирани, да учат, да се развиваат, да бидат успешни на работните места. Да. И сето тоа некако кога ќе размислиме, поголем е теретот на жените и секоја чест на тие жени што тоа успеваат да го направат. Тоа е навистински џентлменски, навистина џентлменски е тоа што го прават жените. Пред се да направат се за другите, па на крај за себе. Така, Тоа е тоа, така. навистина. Го спомна преска твојот партнер, Михаел, колку ќе се вратам малце на почетокот, доколку сакаш нормално да откриеш, како изгледаше првиот состанок, беше ли Михаел џентлмен на првиот состанок? Ние се запознавме во една релаксирана атмосфера на летување. Заедно со нашите деца се запознавме на плажа, покрај базен и тоа беше еден контакт, едно пријателство, да кажам, познанство од летување, кое што потоа продолжи во Скопје со контакт нели понатамошен, со излегување, да, беше џентлмен. Ме покани на морска храна и на бело вино. Тоа беше нашиот прв состанок во еден скопски ресторан, така што навистина беше џентлмен. А знае ли да ти помага тебе често и во обврските и во кариерата? Па да, навистина станува збор за човек кој што е доста емпатичен кон сите, тој сака да помага на сите, а секако најмногу на семејството, на мене и на децата и на родителите. Ние сме му главната клетка, а е човек кој што е познат дека помага и на други луѓе, и познати и непознати. Тоа е и по склоп со неговата личност, карактер, меѓутоа и професијата која што е работи, така што да, помага, доста помага. Татјана, навистина ти благодарам што беше дел од нашата емисија, што ни ја разубави емисијата и што даде една таква убава нота на нашиот разговор. Продолжи да бидеш тоа што си и продолжи да ги негуваш твоите деца да бидат добри џентлмени, се разбира и сопругот. Ти благодарам, Жарко. Се надевам дека кажав на нешто кое што се знае, нели, општо. Луѓето го знаат, меѓутоа така добро е да подсетиме Убаво е. што треба да има еден џентлмен гледано од женски аспект. Репетицијум ест матер студиорум во секој случај и секогаш. Јас оставив уште неколку прашања кои што сакам да го прашам нашиот Даријан, па да се осигурам дали е тоа така, ќе ги споредам овие два разговори. Останете се. Марчело Мастројани, човекот кој бил миленик на целиот свет, италијанскиот заводник кој представувал вистински магнет за жените во светот. Негувал многу фраерски стил, типичен за италијаните. Мастројани бил роден 1924 година во Фонтана Лири на Алпенините, во округот на Лацио, а пораснал во Торино и Рим. Бил син на Ида и Отон Мастројани, кои држале продавница за столарија. Бил внук на скулпторот Умберто Мастројани. Во текот на Втората светска војна, по поделбата на Италија, тој бил одведен во германски логор, од каде избегал и се скрил во Венеција. Неговиот брат, Руджеро Мастројани, бил филмски уредник, кој работел на многу од филмовите на неговиот брат и глумел заедно со него. Мастројани дебитирал во филмот Марионета 1939 година, кога имал 14 години, а прва вистинска улога имал во филмот Обвинување во 1951 година. Во наредните 10 години станал меѓународно познат. Глумел во големиот договор на улицата Мадона и во филмот на Федерико Фелини Сладок живот заедно со Анита Екберг 1960 година, каде игра улога на разочаран и самоуништувачки таблоиден колумнист кој ги минува деновите и ноќите истражувајќи го високото друштво во Рим. Меѓу другите филмови во кои имал значајна улога се Денови на љубов со Марина Влади, Штета што е лоша
Среќа е да се биде жена, вчера, денес и утре, брак на италијански начин, сончоглед, жената на проповедникот, посебен ден и во филмот на Роберт Алтман Висока мода од 1994 година, каде што глумел заедно со Софија Лорен. 3 пати бил номиниран за Оскар за најдобар глумец за филмовите Развод на италијански начин, Посебен ден и Црни очи. Мастројани, Дин Стоквел и Джек Лемон се единствените глумци кои 2 пати ја добиле наградата за најдобар глумец, што се доделува на Канскиот филмски фестивал. Мастројани ја добил улогата за филмовите Пица Триангл и Црни очи. Тој се оженил со Флора Карбела на 12 август 1950 година. Имале една ќерка, Барбара, но се развеле поради неговите афери со помлади жени. По разводот, првата сериозна врска на Мастројани била со Феј Данавеј, со која играл во филмот Место за љубовници од 1968 година. Данавеј сакала брак и деца, но Мастројани бил католик, не сакал да се разведе од Карбела. 1971 година, по 3 години чекање, Мастројани да го смени мислењето, Данавеј го оставила. Марчело Мастројани имали втора ќерка, глумицата Кјара Мастројани, со француската глумица Кетрин Денев, која била помлада од него речиси 20 години и која живеела со него 4 години во 1970-тите. Во текот на тие 4 години, тие како пар снимале заедно 4 филма. Тоа се случува само на другите, Лиза, Малку бремен човек и Не допире бела жена од 1974 година. Според списанието People, меѓу другите љубовници на Мастројани се глумиците Анук Еме, Урсула Андрес, Клаудија Кардинале и Лорен Хатон. Во 1976 година тој живеел со Ана Марија Тато, со која останал до својата смрт. Мастројани умрел од рак на панкреасот на 19 декември 1996 година, на возраст од 72 години. Слушајќи ја Татјана, драги мои, македонскиот маж навистина ќе треба многу да се потруди за да ги штиклира сите тие работи за тоа како се станува еден навистински и вистински џентлмен. Македонија има такви дами кои што навистина имаат очекувања и барања од македонските мажи, но се надевам дека вие ги слушнавте тие совети и знаете како се стига до патот и како се трасира патот до тоа да се биде вистински џентлмен. Јас ќе го продолжам својот муавет со мојот гостин, магистарот по јавно здравје Даријан, и ќе го прашам што за него представува поимот џентлмен. Џентлмен за мене на прво место представува човек кој што се грижи за своето здравје, човек кој што покажува одговорност, свесност и почит за своето здравје и за здравјето на сите кои што се околу него. Меѓутоа, џентлменот е човек кој што исто така покажува и вистински животни вредности, почит, труд, посветеност, љубов, поддршка и секако човек кој што вложува во себе, во своите потенцијали, за да сето тоа на крај резултира со еден убав поим, а тоа е господин човек или џентлмен. Да наздравиме во тоа име. Спомнавме неколку пати дека си нели магистар по јавно здравје и се бавиш со спортисти, но морам да го пофалам твојот елегантен стил. Навистина внимаваш на секој детал, навистина џентлменски. Од изборот на чорапите, кондурите преку саатот и нели деталите ја прават целата слика. Често си вака облечен или дојде специјално за емисијата? Па најпрво ти благодарам на убавите зборови. Па да, обожавам елегантен стил. Претежно практикувам некоја спортска комбинација, меѓутоа, зависно од трговата, го обожавам и елегантниот начин на облекување. Ги пратам светските трендови, сакам да сум во текст со тоа што е најново и нормално. Не секогаш она што е најново, нели, најдобро ќе ни стои. Едноставно треба да го носиме тоа што ние најдобро се чувствуваме. Елегантниот е нешто што мене ми прилега, нешто што го почитувам и го сакам и едноставно уживам во тоа и уживам во секој детал. А имаш ли омилени парчиња, на пример, часовници или наочари, нешто на кое што посебно обрнуваш внимание, на кое што посебно сакаш да потрошиш, да кажем? Па да, обожавам часовници. Тоа ми е така една љубов која што ми почна уште од средношколските денови. Сакам часовници, дури едно време и собирав, бев така еден колекционер.
часовници кои што татко ми ги имал, па дедо ми од подстаро време, така што имам доста сакам и научари, очила, така што имам некои тако милени детали кои што мене значени ми значат при конструирање на тој концепт на облека. А колку сметаш дека другите македонски мажи се грижат за својот изглед? Па следејќи го, да кажам, нашиот тука начин на живење, движејќи се низ градскиве улици, гледам дека има мажи кои што внимаваат на својот изглед, внимаваат на тоа како се облекуваат, говорам дел од мажите, не сега сите, онака што можам да забележам. Така што ме радува што има мажи кои што внимаваат на својот изглед, има мажи, тоа се од различни генерации, од помладите генерации, возрастните, па дури луѓето нели во средните години. Така што можам да заклучам дека дел од мажите внимаваат на својот изглед и пратат трендови, пратат мода, така што на некој начин негуваат добри навики и внимаваат на тоа да изгледат како џентлмени. Спомна, пред малку ги спомна таткото и дедото, имаш ли можеби некој совет што тие ти го дале, некоја поговорка што ти ја кажале, а цело време ти се врти како двигател во животот? Па да, тоа беше сега пред скоро време. Добив една многу убава поука од моите родители, од татко и мајка ми. Бевме на еден така семен ручек и разговаравме за иднината, на што треба да се посвети внимание во однос на професијата и така натака. И моите ми рекоа дека тоа што ќе го правиш во иднина, прави го со многу љубов, прави го посветено, верувај во тебе, верувај во твоите можности и никогаш не се откажувај. Имаш поддршката од наша страна и сакам нова да се надоврзам дека семејството е тоа кое што е, да кажам, главен двигател на еден поединец, на човек кој што сака да успее и сака да постигне нешто во својот живот. Така што тој совет кој што ми го дадоа моите, а тоа е да секогаш верувам во себе, во своите потенцијали и да не се откажувам. Ме мотивираше да кажам да цитирам еден библиски цитат од Коринтијаните кој што вика: имам сила и да поместувам и планини, ако немам љубов, ништо не сум. Така да љубовта на вистина е нешто кое што е главен двигател за се во животот. Кога сме кај љубовта и кај џентлменството, знаеш ли често да бидеш џентлмен кон дамите? Дефинитивно да. Жените, дамите се нешто кое што ги почитувам дефинитивно многу. Кон жената секој треба да се однесува со почит. Жената е нешто кое што заслужува почит, заслужува внимание, заслужува грижа во огромни количини и нема ништо срамно во тоа на жена да се отвори врата, да се даде предност, да не забораваме да се кажува редовно зборот те сакам, ми значиш, да се пушти една кратка порака. Но тоа да се мисли пред се. Да се мисли. Да. Тоа е најважно е да биде тоа од срце кажано. Точно. Затоа што ние сме тие кои што ги правиме промените. Еден писател има кажано: секој сака да го промени светот, ама никој не сака да се промени себе си. Точно. Така да ние сме тие кои што треба да бидеме промена и од нас треба да излегуваат промените од срцето. А кога станува збор за хедонизам и уживање, а нели ти си поврзан со спортот и со јавното здравје, љубиш ли да се напиеш чашка вино, една, две, пред спиење, за ручек? Па да, можам да кажам дека да, особено за време на ручек, чашка бело вино или зависи нели од ручекот сега самата пригода. Да. Меѓутоа љубам да се напием една чашка вино, мислам не е тоа никаков проблем. Уживам во добро вино, баш сега имавме една ситуација, бевме на летовање. Се запознавме таму со една група на луѓе, беше баш интересно, беа луѓе од Италија. Се запознавме, имавме една добра комуникација и луѓето им кажавме дека сме од Македонија, дека во Македонија има супер вино, им понудивме, они пробуваат виното и утре ден они ни донесоа едно нивно вино Прошеко. И баш така беше една убава атмосфера. Споивме, да кажам, две култури кои што имаат еден идентичен вкус и начин на, па можам да кажам, начин на однесување во делот кога е станува збор за виното. Да. Така да баш беше една интересна случка и така ми остаи тоа освеќавање во како еден убав момент од летото. Виното е нектар на боговите, не рекле за џаве, така да кој знае да го ужива супер, кој ќе го претера ќе му биде нели лошо понатаму. И за крај сакам да те прашам што е она што те спомна дека и семејството имаше некои други работи кои што те мотивираат во животот. Мотивацијата секогаш ја наоѓам во резултатите кои што произлегуваат од мојата работа. Секогаш мотивацијата наоѓам да видам во тоа што луѓето добиваат од мојата работа. Дали со тоа што јас придонесувам на некому му правам добро, дали некој ги користи тие работи,
дали позади мене оставам дела кои што ќе ги користат и помладите генерации и оние кои што се сега и кои што ќе бидат тука. Ме мотивираат критики, без разлика дали станува збор за позитивна и негативна критика. Секогаш сум спремен да прифатам критика и таа критика да ме мотивира да продолжам во насока на унапредување на моите квалитети, моите способности, затоа што сите сме ние луѓе, никој не е совршен, секој има одредени грешки, одредени недостатоци, одредени мани, секој има и предности. И мислам дека на тој начин сите ние треба да бидеме рационални и да гледаме што можеме да подобриме. Така да тоа се некои работи кои што мене ме мотивираат и секако ме мотивира сликата кога гледам среќни луѓе, весели луѓе, луѓе кои што сакаат да напредуваат, луѓе кои што го сакаат животот, го сакаат здравието. Сите заедно можеме да изградиме една подобра заедница, подобро општество за живот преку тие здрави навики. Што за жал во Македонија, кај нас тука се помалку и помалку има такви насмејани и среќни луѓе, но со вакви млади и елоквентни господа кои што сакаат да бидат победници, нели се надам дека кога го издигнеме ово општество да биде еден центар каде што младите ќе сакаат да се вратат, а не да си одат. То тука остани таков како што си, многу ми е мило што има вакви млади луѓе кои што сакаат да уживаат во животот. Ти благодарам. Се џентлмени во подем. Те благодарам и драго ми беше. И мене исто. Здравието е најважно од се. Да покажеме одговорност, да покажеме почит и свесност за унапредување на нашето здравје. Вистинскиот џентлмен води грижа за своето здравје. Вистинскиот џентлмен води грижа за своите здрави навики. Сите заедно да бидеме свесни да изградиме едно поздраво и поквалитетно општество. Ако имаме здравје, имаме се. Затоа сите да некуваме добри навики. Убави муабети и корисни луѓе. Корисни муабети и убави луѓе. И за крај, една од мене. Запомнете, љубовта е како кактус. Еднаш расте, но вечно боде. Се гледаме во среда на македонската телевизија.